Преку ИПАРД, македонската преработувачка индустрија го модернизира производството и процесите за нивна поголема конкурентност. Од конзервната индустрија велат дека европските пари од предпристапната помош им овозможуваат да го автоматизираат процесот, со тоа да станат попродуктивни, но и на тој начин да го надминат проблемот со недостиг на работна рака. Се тоа го нуди државата, значи ни овозможува како компании да можеме да се надградиме и да фаткеме чекош се вика со современите европски капацитети. Значи, го возможува тоа фондовите, возможува Министерство за земјоделие, значи, европските предпристапни фондови што се од ИПАРД програмата и секој кој што е финансиски стабилен, кој што може да одговори на тие предизвици, бидејќи за тоа треба сепак прво 100% да се изфинансира проектот и тек потоа да делот кој што го дават да поврат, да го поврати државата. И тоа е макотрпен процес, меѓутоа сепак мислам оти е подобро, бидејќи еден голем дел останал заштита за компанијата да може да се развива, да се обезбеди суровини за преработка од средствата кои ќе ни бидат повратени назад. Георгиев вели дека македонскиот производ се уште е конкурентен на европските пазари и се носи со големите компании. Сега треба да се инвестира и да се одржува нивото на квалитет за да не се изгуби конзервната индустрија на меѓународните пазари. Да, најголемиот дел од производите во преработвачката индустрија, значи буквално мислам да преку 85% се извезува, значи готовите производи, значи тоа се значи производи со додадена вредност и сега за сега се уште успеаме некако да се најдеме на ниво со големите преработувачи од западниот дел на Европа, значи, кои што ги има. Баш заради тоа што единствен спаси се ниските цени, значи на цената на трудот и суровината која што вика ни на дланка. Ако знаеме, 70% од суровината се извезува од Македонија и како таква преработвачките капацитети од запад, значи мора да платат повисока цена, купувајќи го тоа од трговците и плюс купувајќи го скапиот транспорт, значи и само на тоа успеаме да им парираме и да бидеме конкурентни со цените, значи. Според податоците низ годините преработувачката индустрија од извоз на преработки инкасирала и по 55,4 милиони евра. Особено што во последните години бележеше и рекордни количини на извоз.